Македонија, да укажам на овие кршења, да укажам дека ние, не само ние, сите во регионот, историски, културно, географски сме дел од Европа и дека веќе сум уморна од приказните за Балканот како Ахилова пета, а преговарачката рамка дојде од Париз, а се сеќавате дека битката меѓу Париз и Ахил беше за Елена. Значи, не сме тројански конј да дојде од тамо, сакам да кажам. Второ, уморна сум веќе од тоа дека е ЕУ недовршена симфонија без Балканот. Одговорно тврдам и како професор и како политичар дека ЕУ се уште нема политика и стратегија за Западен Балкан. Проđам оваа синтагма Западен Балкан, мене ме буни како професор, бидејќи тоа е геостратешка одредница, оти не може географијата да се движи. Нели прво беше Западен Балкан, бивши југословенски држави без Словенија, плюс Албанија, па после си замина Хрватска, па без Хрватска и сега ова ми е мене збунувачки. Значи, мора да се води, да има ЕУ стратегија кон Балканот, да знае дека демократијата се вежба најдобро внатре, не пред портите на ЕУ, не да го чекаме Дего, да го чекаме Годо, не да ги охрабруваме ханибалите на Балканот, тоа се случува во моментот, дури и во Македонија на изборите, што значи дека во еден диалог, што би рекол еден чувен американски професор Джозеф Вајлер, дека ЕУ не смее да се однесува евромандарински во изданието српско за Европскиот устав, туку треба да знае дека ако се преговори, тогаш во преговорите учествуваат две страни, има и ние што да додадеме кон ЕУ во тоа единство на различности, да не зборувам за пазарот, да не зборувам за гаранциите за мирот. Значи, јас барам едно европско, стандардно однесување, инаку ќе ги изгубам, ќе изгубам довербата и угледот кај студентите. Ако јас ги охрабрувам сите овие години, предавајќи европско право, дека вреди да се биде дел од ЕУ, но воопшто не верувам во она, ќе се качите на последниот воз, па ќе стигнете во Брисел, оти наши, немаме ние возови во Македонија, немаме ни шини. За жал, не знам како ќе стигнеме, не можете со Ориент Експрес да стигнете во Брисел. Значи, ЕУ е во Македонија, треба да се гради. И тоа е мојата цел. Ако јас сум ја градила кариерата надвор во Советот на Европа со децении, во Венецијанската комисија, во Светското здружение за уставно право, не сум правила кариера во Москва, нити сум го глорифицирала господинот Путин и путинизмот како Петар Велики, и студентите и вработените најдобрите на запад одат, нели, а не на исток, тогаш да речете дека кога ја критикувате политиката дека сте проруски ориентирана е смешно. Може да ми залепат таква етикета кога велам дека сакам да го читам Чехов или Достоевски или како се вика, Толстој, ама забораваат дека на секоја втора страница во нивните книги има француски и германски, значи очекувам пристоен однос, да седнеме, да разговараме, да знаеме дека преседанот ќе роди нови преседани и да очекуваме, значи, навистина да се вратиме или да градиме нешто што е европско, не само европско, туку што е демократско. Значи,